Доцна синоќа собранието се распушти. Има ли шанси на друг начин да се одложат изборите или одлуката е веќе конечна? Па јас, гледано од ова перспектива што се случи ноќеска, мислам дека мали се или никакви шансите да се одложи на друг начин. Знаете, бидејќи одлуката е донесена на собранието, изборите да се одржат на 5 јуни, останува само оној формален чин, председателот на собранието согласно со уставот, тој лично ги распишува изборите, да го определи датумот, кој ќе се и формално да ги распише изборите како председател на собранието. Значи, за да нешто се промени, треба се состане собранието. Значи, треба да случат нешто, виша сила, некоја, не знам, некои военни околности, не да Боже, војна и така натаму, некоја елементарна непогода да се случи, па да речеме собранието да се состане и да ја промени одлуката, особено во услови кога владеачките партии цврсто стојат на позициите дека избори треба се одржат на 5 јуни. Нив не ги интересира услови дали постојат за демократски, фер, кредибилни избори. Тие сака да си ја спасат кожата, знаете. Чидат во затвор и Груевски, и Јанкуловска, и Јанакиевски, и Сашо Мијалков, сите што правеле криминал, кои што имат валкани раце, тие знаат дека идат во затвор. И единствена шанса да се спасат од затвор е да се одржат избори какви што били и досега. Како што ги фалсификувале сите досегашни избори, да ги фалсификуваат и овие. Затоа не дозволија ни исполнување на Пржинскиот договор, нити го ажурира избирачкиот список. Видете како абсурд. Избирачкиот список требаше да биде готов во септември. После 7 месеци, колку помина? 6-7 месеци. Од тогаш, уште сега барат уште малку време, па да се докомплетира. Значи, не е готов избирачкиот список, Државната изборна комисија нема поднесено извештај дека избори може да се одржат, а тие барат, го распуштат собранието и барат уште какво лицемерие, уште неколку дена да им се даде, за да го демек завршиле, да го официализират избирачкиот список дека е валиден за се одржат. Сметате ли дека тоа е можеби целосна вина на Државната изборна комисија што се уште не преживува? Не е Државната изборна комисија, тоа партиципантите во Државната изборна комисија на начин на кој што е структурирана, избрана. Значи имате членови од владеачките и членови од опозицијските партии во состав на Државната изборна комисија, и тоа во услови кога неколку елементарни услови не се исполнети. Самиот факт што тие констатирале сега дека 1000 и не знам и 100 луѓе кои што биле починати, а биле на избирачкиот список во 2014 година, говори дека тие немат легитимитет како власт. Затоа и беше и промената композицијата на Државната изборна комисија. Меѓу другото, само еден глас, доколку се докаже, така пише во законот, дека е нелегален. Значи, само еден почина човек да гласал, да стоел на тој список 2014, изборите се нелегални, нелегитимни. Тие немат, ова власт нема легитимитет. Така да, Државната изборна комисија е составена од мнозинство членови кои што ја донесува одлуката што ја донесува. Значи, и како опозиција, ДПА им се придружи на ДУИ и ВМРО, ДПМН, така да изолиран практично беше од таа четворка што го подпиша договорот од Пржина Социјалдемократскиот сојуз. А таму нема мнозинство, има двајца. Јате како се договорија дури ДУИ да ги промени целиот министерски состав, а ВМРО да помене со тоа да се согласи. Тоа се браќа по криминал, знаете. И тие сложно се договарат. Све она што е спротивно од јавниот интерес, а е во интерес на врхушката на ВМРО да помене и на ДУИ, само што ги открија, тоа се свесни дека не може трајно, ама во овој момент им носи профит. Само што некои протекува, некои снимки, некои на YouTube, не знам, некој тонски запис, дека има снимени тие разговори тајни помеѓу двајца истакнати членови на ДУИ, тие до таа мерка се разлутија и главната забелешка ја фрлат врз заев. А јас сум сигурен, да не кажам Хамди Бајрам 102% дека тоа е наместено од ВМРО ДПМН, како да се предизвика гневот на ДУИ против Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи снимките кои што Заев ги пушти во јавност, Сашо Мијалков, Гордан Јанкуловска, Никола Груевски ги имат оригиналите. Така да, бидејќи тие ги имат направено, сите овие снимки не е никаква тајна дека може да манипулира, да ги употребуваат како што сака.
И за разлика, да речеме, од Заев што ги предаде снимките во специјалното обвинителство, овие не ги предадува никога, оригиналите ги си чуваат за себе и да ги употребат у дадена ситуација. И мислам дека ќе посегнат и по тоа, ако им е тоа крајниот избор да се одбранат, да речеме, од затвор. Ги спомнавте оставките на Дуј. Сметате ли дека тоа беше политичка игра помеѓу коалиционите партнери или пак навистина беа револтирани поради разговорите? Ма не, мислам дека разговорите само беа повод, затоа рекоа еден бенигнен повод најдоа. Толку пати беа прислушувани разговорите меѓу Муса Џафери и други активисти, и Али Ахмети, па не посегнаа, да речеме, по ваков чин. Одека станува збор апсолутно за договор меѓу ВМРО, ДПМН и Дуј, бидејќи ако гледате целиот овој период од владењето на ВМРО, ДПМН и Дуј игра валканата улога. Дуј е појасот за спасување на Груевски. Погледнете она што случува на јавна сцена со, да речеме, со Ѓорге Иванов. Дуј не го признава, а обезбедија услови да биде избран. И едини начин да биде избран председател на државата е Дуј да излезе, бидејќи ние не го поддржуваме како опозиција, за да има цензус да биде Ѓорге избран. Сите избори до сега предвремени се распишува по одлука на Дуј, така да Дуј игра највалканата улога практично, условно речено го игра зајакот на политичката сцена на ВМРО ДПМН, наговестувајќи практично во која насока ќе се движат сите работи. Тоа е чудно ако се знае дека Дуј има неподелена поддршка на меѓународната заедница до сега во целиот овој политички процес, но сепак се определија за таква валкана игра и за жал на штета на Македонија засега му успеа. Министрите и дополнителните заменици министри од СДСМ вчера поднесоа неотповикливи оставки, не изреагира ниту техничкиот премиер Емил Димитриев, ниту собранието. Сметате ли дека тие се во моментов заложници? Па може да се каже дека се заложници на една неразумна, би рекол безумна политика на владеачката партија. Те играт на варијантата, еве ќе ги задржиме овие во власта, од една страна ќе покажеме добра волја, демонстрираме пред јавноста добра волја, еве подготвени сме и натаму во живо да го одржуваме договорот од Пржино, подготвени сме да правиме компромис околу сите можни услови за избори, а свесни дека по повлекувањето нивно од страна на СДСМ дека тие не се веќе членови на владата и нема да идат на седница на влада и така натаму, бидејќи се дел од одлуката што ја донесе и СДСМ и целата опозиција во целина. Така да, тоа е една лакрдија од страна на ВМРО, или пак играт на варијанта што би била за Македонија најдобра, а што мислам дека е нереално, сепак да проработи разумот кај нив, кај ВМРО ДПМН. Во што не верувам. Да проработи разум треба да го имате. Во овој случај тие во ниједна прилика не демонстрира разум, туку насилство и заштита на своите интереси. Едини начин да се спасат од криминал, да повторам, е да има избори нелегални, тие да дојдат во позиција и специјално обвинителство и све она што е некој вид захана да го целиот тој арсенал употребат само за да не одат во затвор. И мислам дека кон тоа оди целата нивна стратегија. Замениците министри и министрите, што ќе прават сега ако да речеме под политичката партија излегува да изборите, треба да им дадат легитимитет ли и легалитет на изборите, да кумуваат во уште еден фалсификат на парламентарни избори. Тоа апсолутно нема никакво рационално расудување. Значи, она да довршва мислата. Единствено, ако имат во глава некоја идеја, бидејќи Македонија не е веќе во политичка криза, со овој чин Македонија влезе во целосен во тотална системска криза. Се е во криза. И ДИК, во криза се институциите на државата, во криза се медиумите, во криза е економијата. Значи, ние имаме потреба од ресетирање на целиот систем. А за тоа да се направи, ќе треба да се направи влада на национално единство, на национален спас, ако сакате попрецизно речено, или како што ја викаат популарно влада на широка коалиција во која што ќе партиципират сите, но тоа подразбира
не смеат во таа влада да бидат инволвирани криминалците за кои што слушнавме од прислушуваните разговори, дека практично ја еродирале државата од натре, економскиот потенцијал го уништувале на државата, ги уништувале институциите на државата. Едноставно, таквите луѓе не смеат ни да бидат на листите за гласање, не па да бидат носители на некои јавни функции. Гледате, ни перде, ни срам, Груевски, најголемиот виновник за целото паѓање на Македонија, оди по градовите и ги лаже луѓето, јас ќе ви направим ова, ќе ви отворам она. Све тој ќе понуди сега, и бесплатно, и студии, и храна, и станови ќе понуди, само да се спаси да не иде во затвор. Така да, таа идеја е многу благородна. Ја не можам да верувам дека ВМРО може да смисли во нивниот код дека такво нешто за заштита на Македонија може да се случи. Сите тие излагања на Груевски што ги споменавте наликуваат на излагање на премиер на држава. Сметате ли дека тој пробува да го излаже народот за тоа што дефинитивно многу се поретко го слушаме името на Емил Димитриев? Па нити го слушате, ја не верувам дека некој го слуша името, бидејќи медиумите имат блокада. И ако ги гледате внимателно, медиумите, Сител, МРТВ, Канал 5, тие не го именуваат како премиер Емил Димитриев, туку како премиерот за избори. Нити го викат преоден и така натаму. Крајно понижувачка, а тој е генерален секретар на ВМРО. Жалосно, ма си ја прифатил таквата ништожна улога што има таму. А Груевски си настапува секаде како премиер. Нели гледавте, ги построи до него сите министри во спортската сала и вика ти тоа да кажеш, ти ова, на сите им кажуваше што треба да одговорат, а министри се увладат. Тоа е карикатура, знаете, тоа нема ништо со нормалното, нема ништо со институционално, така да. Но тој е свесен дека најголема улога, моќна улога ќе треба да одиграат токму вие, медиумите треба да. Тој е свесен за моќта на пропагандата. И затоа секој ден оде закачен со микрофонот тука напред да се види дека тој е со народот, дека тој помага, новој ќе му дајете стан веднаш, да оно имало болно лекови од утре да му се дадат и така на. Блефер, значи еден блефер невиден, ама изгледа се лепат, луѓето сакат да бидат лажени доколку имат корист. Така Груевски ниту еден ден не пропуштил јавно да излезе на македонската сцена пред јавност и да каже дека дечки, јас сум тој премиерот, баталете го вие тој Димитриев и така. Човекот е крајно деструктивен, ја не можам да ја сватам неговиот мисловен код, бидејќи тешко е да се разбере, ама после онакви сознанија кои што јавност имаше можност да ги сподели за неговата улога овие 10 години од неговото владење и да нема срам да продолжи да се шета, просто станува збор за некоја сомнителна личност. Како? Најблагоречно. Господин Петковски, вашиот коалиционен партнер синоќа на пресконференција најави дека немаат намера да учествуваат на изборите на 5 јуни. Кој е ставот на НСДП? Па ние се обидуваме, може да направи лапсус некој Зоран Заев. Ние се договарахме, бидејќи како што идовте таму беа сите представници на опозицијските партии, значи беше Горан Мисовски како потпредседател на НСДП, беше Горан Вилевски од ЛДП и некои други. Ние споделуваме истата одлука, така да ние претходно завчера се договоривме како коалициони партнери дека за сите апсолутно неприфатливо е да се иде во самоубиствени избори кога практично ништо не е променето. Кога Груевски ги има на располагање сите ресурси, истите можности што ги имаше и порано, и истите ги располага и сега да идете вие на избори за кои однапред сте осудени дека ќе ги изгубите, затоа што ниеден од условите за фери демократски избори не беше исполнет. А када и договорот од Пржино, клучните работи околу медиумите, зошто не ќе Груевски поднеси и оставка, ама од медиумите не се откажува. Свесен е колку се тие моќни за неговиот вид на политика, за пропагандата што ја прави. Не говорам за поделба на државата, одвојување на државата од администрацијата, Државната изборна комисија, карикатурално. Председателот на ДИК говори дека дури не може да го потпише избирачкиот список, да гарантира дека е валиден. Така да ние споделуваме истиот став, дека во Македонија во овој момент не постојат ни елементарни претпоставки да се направи некаков исчекор.
И тоа мора да го знаат и ВМРО ДПМН и ДУИ. Самиот чин што ДУИ не присуствуваше на она еуфорично примање на одлуката на ВМРО ДПМН дека ќе се оди на избори, она славење ноќно, и тоа е симптоматично. Зошто тоа го прават? Претпоставувам дека можда постои кај нив некое размислување дека работите отидува предалеку, дека ѓаволот ја однесе шегат, дека иако се оди понатаму по старо, дека Македонија ќе влезе во криза од која не може да излезе никако, и дека меѓународниот фактор, мислам, дефинитивно ќе отпише Македонија. Не само што нема да ни даде препорака, ќе не одземат препораката. За крај, гледате ли светлина или се уште сме заглавени длабоко во тунелот? Па, светлина, знаете што е за мене? Ова чувство на одговорност за состојбите во државата што покрена невладиниот сектор, масовно граѓани, кои што нас не охрабрува и сега кога направивме консултации практично во сите општински организации, со кои во сите градови и така натаму, со многу луѓе, наши симпатизери, пријатели, која варијанта е подобра, подостоинствена, како да успееме во зло да го тргнеме од Македонија, дали да излеземе уште на една изборна кланица или да убедуваме домашна меѓународна јавност дека власта треба да се порази на избори. Огромна беше поддршката и тоа ме охрабрува. Ја тука гледам тоа што велите светло на крајот од тунелот, дека е пробудена свеста кај огромен број на граѓани. Дури и од составот на владеачката партија, кои по разни основи биле привилегирани, што ја знам, подобности некои доживувале од ВМРО ДПМН, и сега веќе не се согласуваат со начинот на кој што ВМРО ДПМН ја води државата, како што гледате почна ерозијата и внатре во ВМРО ДПМН, основачите на ВМРО, кои што се јавија првиот пратенички состав на ВМРО ДПМН излегува со прогласи, кажува дека Груевски треба да се замине, да не ја компрометира партијата, треба партијата да се очисти од криминалците за да може да се надева подолго да остане на власт. Друга, Фродем, исто така најголемиот дел на луѓе се излезени од ВМРО ДПМН. Значи, се создава една синергија на многу прогресивни луѓе кои сметат дека нема услови за избор начело со една криминална структура која е заинтересирана единствено како да се спаси од затвор. Партијата му е на крајот паметот, како што видовте Груевски на директно новинарско прашање како толкува прогласот на пратениците од првиот состав, па да, вика, не имаме сега 130, колку рече, или 170 членови, така да може тие да се изборат што сакат. Друго е што ние го правиме, тоа е суштествено и така натаму. Но не е тоа така. Ерозијата и внатре почнува во ВМРО ДПМН, а не сум сигурен дека Али Ахмети седи спокојно и дека после се што на јавна сцена демонстрира дека е обичен слуга, практично потрчко е на Груевски, не ги штити интересите на албанците и така натаму, дека тој така комотно ќе ги чека изборите и убеден дека може да ги добија. Така да се тоа аргументи, особено растењето на граѓанска свест, не е битно дали си албанец, македонец, турчин, србин и така натаму, луѓето се повеќе гледаат во насока дека излезот на Македонија од овој хаос е градење на цивилно, на граѓанско општество, без оглед на етничката припадност. Тоа се све аргументи кои ми дават за шанса да веруваме и да истраеме во нешто го почнавме, да не кумуваме на уште една криминална, за продолжување на мандатот нова криминална власт со едни нерегуларни избори. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам јас.